Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Денеска сум среќен што заедно со директорот на Оперативно-техничката агенција можеме да ви соопштиме дека новиот закон за следење на комуникациите и законот за Оперативно-техничката агенција започнуваат со својата примена. Заедно со законот за кривична постапка, тие се дел од законскиот пакет за реформа на системот на следење на комуникациите. Во минатото многу се зборуваше, добиваме и негативни извештаи за слабостите кои беа детектирани во претходниот систем, а кои доведоа до сериозни злоупотреби и предизвикаа сериозна политичка криза во нашата земја. Со поддршка на македонската јавност, пратениците и од власта и од опозицијата, научните работници, представниците на граѓанските организации, но и експерти од Европската комисија, беа подготвени закони кои имаа за цел да го представат новиот модел на поставеност на системот за следење на комуникациите. Клучните забелешки од експертската мисија на Прибе се отстранети. Министерството за внатрешни работи, односно Управата за безбедност и контраразузнавање, немаат директен пристап до опремата за следење на комуникациите. Министерството, односно Управата, не знаат и немаат податоци за примената на посебни истражни мерки кои се на барање на другите властени органи за следење на комуникациите. И уште поважно, Министерството, односно Управата, немаат никаков пристап до содржината на следената комуникација, освен за оние мерки кои се на барање на Управата и за кои постои одобрување од судот. Во минатото постојаа заштитни механизми за оневозможување на контролата над системот за следење. Денес ја демолиравме тврдината и овозможуваме повеќе степен на контрола на следените комуникации. Ќе контролира Собраниската комисија, граѓанските организации, но и експертите. Пред нешто повеќе од една година ветивме дека клучната слабост за системска злоупотреба на следените комуникации ќе биде отстранета. Денес тоа го овозможивме. Пакетот на закони се носеше во период на бројни политички настани во нашата земја. Сепак и покрај многу разговори и преговори, убедувања и отстапки, им благодарам на пратениците во Собранието на Република Македонија, кои со своите предлози допринесоа за подобрување на текстовите на законите и им благодарам што ја дадоа својата поддршка и гласаа за овие закони. На крајот, дозволете да се заблагодарам на членовите на работната група за реформа на системот на следење на комуникации, на тимот од Министерството за внатрешни работи, на сите надворешни соработници. Благодарам на мојот заменик кој што заедно беше со мене во водењето на овие реформи и на крајот, директоре, ви благодарам и вам и ви честитам за почетокот на работата на Оперативно-техничката агенција. Благодарам.